Благодарам, председателе. Колега Велковски, најнапред би сакал да ви честитам што прв излеговте од Социјалдемократскиот сојуз во врска со овој буџет после 4 часа расправа, општа расправа за буџетот. Мислам дека таа храброст треба да ми ја пренесете и на другите колеги, бидејќи 4 часа разговараме преку министерот, преку други политички партии, и потоа кога велам дека СДСМ во оваа вода не е столбот, туку е декор, не треба да се лутите. Не е во ред да излеземе и да ги читаме ставките од буџетот, не баре вие го предлагате буџетот, се знае кој го предлага буџетот, но оној кој што го одобрува, кој што го модификува и кој што го гласа, сме ние пратениците во оваа собрание, треба да разговараме за политички ставови, а не читање на буџет. Значи, од вас очекував, како СДСМ, како партија втора по бројност во ова собрание, очекував да имате политички став во врска со неколку суштински работи. Првата, велите дека сте помогнале со 1 милиарда и 150 милиони евра на стопанството и на граѓаните. По вашите бројки, по бројките на финансии, по бројките на статистика, тоа е измеѓу 460 и 470 милиони евра. Од 460 и 470 милиони евра до 1 милиарда и 150 милиони евра, граѓаните прашуваат каде се парите. Каде се парите? Велите помогнавме со милиарда и 150, а реалност е дека сте помогнале со измеѓу 460 и 470 милиони евра. Каде се парите? Тоа е политички став. Тоа треба да прашаме владата, независно од која политичка партија доаѓаме. Гревота и жално е да во овие 3,5 години било кој владин представник зборува за капитални инвестиции. Господине Велковски, главна капитална инвестиција на владата оваа година е Гама. Гама, тие 30 и нешто милиони евра што треба да ги дадете, тоа е главната капитална инвестиција. И тоа не е во ред. Ништо не се работи. Шајка не заковавте во држава. Зборувате за 1000 евра за нечи, зборувате за помош од не знам колку регионален развој, 4 милиони евра зборувате. 4 милиарди и кусур е буџетот. Се сведовме да разговараме на 1000 евра помош према за нечи на прв ден, први 4 часа. Граѓаните ги интересира, господине Велковски, докаде е железницата до Бугарија, ја спомнавте. 4-та година ви е приоритет, докаде е? Докаде е железницата до Албанија? 4-та година ја зборувате, докаде е? Граѓаните ги интересираат докаде е автопатот Велес, Градско, Прилеп, Битола, Меджитлија. 5 години го најавувате, докаде е? Граѓаните ги интересира што се случи со автопатот Кичев Охрид. Граѓаните ги интересира што се случи со автопатот кој што го најавувавте Гостивар Кичево. Граѓаните ги интересира до кога ќе возат во 2 ленти Тетово Гостивар, што го викаме дека е автопат и бесплатно наплаќаме патарина. Тоа се крупни проекти за буџет од 4 милиарди. За ова треба да имате политички став, а не да ни читате овдека ставки од буџетот. Ја не знаеме да читаме. Знаеме, ама дај да видиме што правиме со политичкиот став. Дај да видиме конечно во оваа држава кој предлага, а кој носи буџет. Кој предлага има желба, а кој кажува како ќе биде буџетот. Ова собрание е тоа кое што кажува како ќе изгледа еден буџет на државата. Понатаму, зборувате за буџетска дисциплина и како подкрепа на аргументот за буџетска дисциплина кажувате дека имате 8% зголемени даноци од казни. Ве молам да го кажете тоа во прва дискусија. Представник на втората по големина политичка партија во собрание, дека ќе сме имале дисциплина со 8% зголемување на казни. Така стои во буџетот. СДСМ знае колку ќе треба граѓаните да грешаваат и да ги казнува со 8%. Ерозија и на буџет, ерозија и на општествени и на морални вредности. И ние во ова собрание со амандманите кои што треба да ги поднесеме и кои што се претпоставуваме дека и вие сте поднели амандмани, овој буџет мораме да го подобриме. Вака не е фер. Не е фер ни према ваши гласачи, ниту према мои гласачи, не е фер према никого оваков буџет. Ова се само не е буџет. Господине Велковски,
Ако имате контрареплика, ве молам одговорете ми, зошто не зборувате за она кое што опозицијата го започна денот со привремените вработувања? Во првите 3 реченици зборувавте за непродуктивни трошоци. Што е продуктивен трошок за 20% да ги изголемиме договорците во владата? Нели е тоа нефре према граѓаните? Од една страна викате дека премиерот се откажал од 5 советници помалце, ама од друга страна 20% ги изголемуваме, односно пута 10 од тие 5, бројот на вработени во владата кои што ќе земаат плата од пари на граѓаните во време на криза. Или пак, дали е фер да во надворешни работи имаме за 2 пати изголемување на бројот на привремени вработувања? Дупло барате. Нема вработени во МНР? Има зголемен обем на работа? Нема, не патуваат никаде. Еме ковид, ем сме изолирана држава. А ние за 2 пати го зголемуваме буџетот за привремени вработувања. И при тоа никој не вика, чекайте луѓе, зошто го правиме ова? Ниту вие, ниту министерот. Сакам да прашам, транспорт и врски треба да се бави со патишта градење или треба со нови вработувања да се бави? За 19 пати скоро, 18,6 пати го зголемува буџетот за привремени вработувања. И тоа колегата 3 пати ве прашуваше од Савале Бојан, никој не му одговарате. Министерот збори за теорија на релативитет, а вие не читате буџет. И тоа е сериозно према граѓаните кои што не следат на малите екрани. Воопшто не е сериозно. Што правиме со, како се прв вице-премиер, како се викаше неговото министерство? Овдека разговаравме со ребалансот на буџетот дека и покрај тоа што и јадници има дома кои што седат и земаат плата, Нартан Груби му требаше да го зголеми бројот на привремено вработени луѓе и тоа му помина во ребалансот на буџетот и погодете што, после месец дена имаме дека на Нартан Груби му требало дупло повеќе мебел во оваа година. И ние тоа треба да го толерираме. Во која администрација имаме континуирано зголемен број на вработени ако државата ни е парализирана? Приватниот сектор отпушта луѓе, даноци не се плаќаат, фирмите тонат, а ние си зголемуваме број на привремено вработени. Да не зборувам, тоа ќе биде во мојот говор денес или утре, колку имате ставка за договорни услуги зголемено башка привремени вработувања. И колку имате ставено пари, тоа се 20 милиони евра за плати на администрација, значи таму ќе се полни. Од една страна викате дека 16.000 луѓе ќе идат во пензија бидејќи го поминавме или скоро при крај носењето на законот за задолжително пензиско за 64 години и таму ќе се ослободат и работни места и треба да падне буџетот за плати во администрација. Вие не само што ист го прогнозирате, туку ставате плюс 20 милиони евра и плюс еден куп привремени вработувања. И вие излегувате, ми читате овдека за занетчи, за не знам што, за 1000 евра, 4 милиарди ви е буџетот. 100% изборен буџет. До кога ќе го правиме ова? Од кое стопанство ќе цицаме веќе, ја не знам. Ова мора да престане, господине Велковски, од вас очекувам во контрарепликите да се држите повеќе на тие работи. И на крај, ова за Скопје што го зборувате, ќе го земам дека сте се шалеле. Значи трамваи, летечки, седечки, тоа мислам дека нема да го коментирам, бидејќи навистина несериозно да се коментира, зип лајнови ќе скокаме. Значи ве молам, тоа ќе рачунам дека се сакале да направите во оваа атмосфера една мала шала. Благодарам.